Се слушаме така, окей, не е окей. Да го клучам, да го клучам. Добро утро на сите. Благодарам за интересот за присуство на денешната презентација на, јас би рекол, резултатите од работното лето што ги имавме во дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони. Дел од податоците вообичаено ги споделуваме со јавноста преку соопштенија, тоа се редовните податоци од месечните анализи што ги воведовме како алатка за следење на активноста во зоните некаде пред почетокот на оваа година. Со тоа што денеска рековме, редовната месечна анализа и резултатите од економската активност во зоните за месец август да ја дополниме со најава за 3 нови, односно не е веќе најава, него информирање на јавноста за 3 нови странски инвестиции за кои што веќе разговорите се завршени, за кои што е веќе отпочната процедура во рамки на институциите за одобрување на договорите и неколку активности кои што сметам дека се важни и за јавноста, особено за стручната во делот на унапредување на елементите на климата за инвестирање во Република Северна Македонија. И тоа е да додиме со ред, оно што ми е исклучително многу важно и што ме прави задоволен и радосен е тоа што продолжува трендот на пораст на економската активност во технолошко-индустријските развојни зони и во месец август. Значи, економската активност во месец август во делот на извозот. Значи, за период јануари-август 2021 во однос на истиот период минатата година е зголемена за скоро 51%. Значи, вкупното ниво на извоз веќе достигнува над 2 милиарди и 40 милиони евра за овој период. И оно што е важно, бидејќи минатата година беше пандемиска година, е тоа што споредено со истиот период во 2019 година имаме повторно пораст од 11%. Истиот период јануари-август 2021 во однос на истиот период во јануари-август 2018 година вкупниот извоз е поголем за скоро 32%. Овие бројки јасно укажува дека економијата во рамки на технолошко-индустријските развојни зони не само што ги надмина последиците од пандемијата, туку веќе влегуваме стабилно во зоната на пораст. Јас очекувам дека до крајот на годината овие 2 милиарди 40 милиони евра веројатно ќе стигнат близу, ако не ќе надминат бројката од 3 милиарди евра. Меѓутоа, како што кажав, редовно ќе ги следиме месечно овие податоци, секако како и досега ќе информираме јавноста. Месечните анализи ги воведовме како алатка не само да информираме јавноста за позитивните движења во рамки на зоните, туку секако ги следиме движењата. Важно е да знаеме и секако доколку имаме одредени ризици кои што можеме ги согледаме, на време да секако креираме можеби соодветни мерки за кои што ќе одговориме на тие ризици. Меѓутоа за сега, како што кажав, трендот на пораст е стабилен и очекувам исто да продолжи до крајот на годината. Доколку го гледаме само месец август, повторно, значи месец како месец, споредено со истиот месец минатата година, значи имаме пораст од 24%, со истиот месец 2019 година 26% и 45% со месец август 2018 година, тоа значи дека кривата на пораст е евидентна. Вкупниот обем на извоз во месец август во технолошко-индустријските развојни зони бил на ниво 275 милиони евра, тоа е вториот најдобар месец годинава после месец април. Мислам дека презентацијата и ќе биде достапна кога ќе завршиме, така што сите овие податоци и бројки ќе бидат достапни и за медиумите, секако за јавност и за стручната јавност. Направивме секако и мала споредба на движењата 2018-2021 по месеци, каде што се гледа, повторно кажувам, кривата на пораст која што е очигледна и која што укажува дека економијата е веќе влезена во стабилна територија на раст во сегментот на извоз. Во делот на увозот, повторно располагаме со вкупни бројки, тоа значи дека во рамки на бројките кои што ги презентираме се влегува и увоз на опрема. Бројките на увозот, односно зголемениот увоз кој што тука ги гледаме, се должат покрај на засилената економска активност, дополнително се должат и на засилената инвестицијска активност на самите компании. Она што можам да го најавам сега е веќе во соработка со Царинската управа, од наредниот месец ќе се обидеме, ако не секако многу брзо, да ги расчлениме податоците за увоз, што е она што отпаѓа на увоз на репроматеријали, што е она што отпаѓа на увоз на инвестицијски активности, и така реално е да согледаме и
додадената вредност што се создава во рамки на технолошко-индустријските развојни зони. Меѓутоа, сепак, она што можам да го констатирам сега, е дека имаме евидентно исто така за засилување на активностите во делот на увозот. Периодот јануари-август 2021 во однос на истиот период минатата година имаме покачување 64%. Во однос на истиот период 19 година скоро 18%, во однос на истиот период 2018 година 55%. И вкупниот обем на увоз јануари-август 2021 е на ниво 2 милиарди и 36 милиони евра. Како што кажав, дека влегува и увозот на репроматеријал, меѓутоа секако и увозот на опрема и машини, кој што, како што кажав, од податоците со кои што располагаме, бидејќи секако почнавме и редовно ги следиме детално договорите за реализација на инвестициите, договорите за државна помош, имаме податоци кои што укажуваат дека компаниите засилено ги реализираат предвидените инвестиции во рамки на зоните. Меѓутоа, кажав, дополнителен квалитет во месечните анализи се надевам дека од следниот месец, зависно од соработката што ќе оствариме со другите институции, ќе биде тој сегмент. Податокот само за месец август, значи нивото е 269 милиони евра, значи има пораст од 10% во однос на истиот месец минатата година, 26% во однос на истиот месец во 2019 и 38% во однос на август месец 2018 година. Податоците пред 2018 намерно не ги објавуваме, бидејќи се значително пониски, така што како репер ги гледаме годините кај што веќе забележуваме значително покачување на економската активност во зоните. Изработивме една анализа која што го гледа движењето на економската активност и на работата на самите компании од 2009 година, која што се надам ќе биде готова за презентација негде на крајот на овој месец, кај што ќе видите уствари реално скокот што е случаен 2016 према 2017 година. Еве ги податоците споредени чисто за 4 години за периодот јануари до август, септември, декември се заклучно со 2020 година, повторно стабилен тренд на секако економијата веќе излезе надвор од пандемијата, ризиците во делот на увозот секако постојат, укажувавме на тој и укажуваме и понатаму, дека во делот на синџирите за снабдување, делот компаниите укажува дека има предизвици на глобално ниво, внимателно го следиме, меѓутоа засега, како што гледате, увозот има стабилна траекторија на пораст. Очекувам и покрај овие предизвици, траекторијата на пораст да продолжи секако до крајот на годината. Еден податок за бројот на вработени, ако мислам некој месечната анализа за јули го објавивме, меѓутоа за август, споредено само август 2021 со август 2020, значи порастот е на бројката на вработени 7,35% во однос на 2020, мислам дека значително поголем во однос на 19 и 18, не знам зашто ги најаваме тој податок. Меѓутоа може да го обезбедиме, во секој случај трендот на пораст и кај бројот на вработени е евидентен. Она што го посочуваме веќе неколку месеци наназад, а тоа е дека имаме еден резервоар на дополнителни 7.000 работни места, кои што компаниите со кои што веќе имаме потпишани договори, имаат обврска да ги отворат, односно да ги комплетираат, така што настојуваме и овој тренд не само да продолжи, него и дополнително се засили во периодот што следи. Така што овие 14.000, јас очекувам дека можеби не до крајот на годината, меѓутоа во догледно време, некаде во 2022, можеби до крајот на 2022 година, да се обидеме да ги приближиме до бројката од веќе 20.000. Во овие бројки секако не влегуваат податоците, односно обврските кои што инвеститорите со кои што сега преговараме или со кои што склучивме договори оваа година се обврзани да вработат. Ајде. Окей. Да се читава. Она што го споменав исто така како уште еден елемент, бидејќи минатиот пат кога правевме презентација, тоа беше полугодишната презентација, некаде пред 2 месеци споделивме податоци за сработеното почетокот на годината. Сметавме дека е добро да направиме еден пресек по, како што споменав, работното лето и да информираме јавноста за 3 нови странски инвестиции за кои што дирекцијата, односно владата веќе ги има затворено, односно ги има успешно затворено разговорите со инвеститорите, веќе не се потенцијални инвеститори, значи вкупен обем инвестиции од нови 54 милиони евра, планиран број на нови работни места е 680,
Проектирани вкупни приходи на компаниите кои што би ги оствариле во наредниот 10-годишен период е близу 1 милиарда евра, околу 850 милиони евра. Она што е важно и тоа е нов квалитет во нашиот пристап кон инвестициите, тоа е правиме и проценка на повратот кој што ќе го има државата од самите инвестиции, односно бенефитот, секако покрај вработувањето и платите. Значи проектираните обврски на овие компании во наредниот 10-годишен период како уплати во буџетот се позиционирани на некаде 55 милиони евра. Значи станува збор за инвестиции, го немаме тој податок тука, меѓутоа инвестициите имаме една во Штип, една во Скопје и една од инвестициите ќе биде лоцирана во, односно е веќе лоцирана, станува збор за проширување во технолошко-индустријската развојна зона во Кичо. За овие инвестиции, како што кажав, разговорите се веќе завршени и договорите се веќе испратени, усогласените договори се веќе испратени во соодветните институции, Комисија за заштита на конкуренција, еден договор е веќе испратени во влада на согласност пред да одиме со потпишување. Секако кога ќе добиеме согласности од страна на владата и на институциите, организираме настан, потпишување, презентација на инвестицијата со сите потребни елементи, меѓутоа сметавме дека оваа фаза добро јавноста биде запознаена со тоа што се случува. Че заедно со овие три нови странски инвестиции од почетокот на годината вкупно, ќе кажам, значи имаме 160 милиони нови странски инвестиции и тука немаме вкупно податоци за број на вработени, меѓутоа мислам дека со тие претходно, ако добро се сеќавам, станува збор секако за негде веќе на 2500 нови работни места кои што треба бидат креирани со сето она што е договорено успешно, заклучено како договор од почетокот на оваа година. Мислам дека ако добро се сеќавам, вкупните приходи на компаниите со кои што заклучно со 6 месец имавме затворено договори, беа некаде околу 2 милиарди евра и заедно со овие денеска ќе станува збор за некаде вкупни приходи, односно вкупен извоз во наредните 10 години од близу 2,5, можеби веќе 3 милиарди евра, дополнително на тоа што веќе се остварува во рамки на зоните. Така што, како што кажав, постепено, па не постепено, со засилена динамика, можеби повеќе работиме на збогатување на бројот на компании кои што оперира во технолошко-индустријските развојни зони. Малку кратка информација само за неколку активности за кои што информиравме во јавноста, меѓутоа не дадовме отчет. Свесно не дадовме отчет за првата, тоа беше упатството за оправдани инвестициски трошоци, заедно со советот на странски инвеститори. Имавме активност во која што ги поканивме сите компании да учествуваат во ревидирање на упатството за оправдани инвестициски трошоци. За да појаснам, упатството ни е важна алатка во делот на потврда, односно верификација на трошоците кои што ги прават инвеститорите и се користи при исплата на средствата за државна помош. Значи имавме во изминатиот период голем број на реакции од инвеститорите дека делови од регулативата не се доволно прецизни, создаваат одредена несигурност во делот кога ќе се склучат договорите кога ќе почне реализацијата на државната помош. Од наша страна увидовме неколку елементи на кои што укажуваат на слабост во рамки на самиот систем. Иницииравме процес пред некаде 2,5-3 месеци и отворена дискусија со странските компании. Некаде пред 2 недели имавме завршна средба на која што го дефиниравме финалното ревидирано упатство за оправдани инвестициски трошоци, каде што има јасна дефиниција на тоа што е подобен трошок, како државата пристапува кон тој, но што е многу важно, воведовме механизам на верификација на трошоците, во смисла на тоа дали трошоците кои што инвеститорите ги пријавуваат се реални пазарни или можеби отстапуваат од пазарната логика, односно, она што е наш интерес секако е да го заштитиме интересот на граѓаните и секако да не даваме буџетски средства онаму каде што нема потреба за такво нешто. Дополнително иницииравме процес на вклучување на универзитетите и овозможување на пракса за нашите студенти. Почнавме со дирекцијата како пример, меѓутоа целта е секако да отвориме можности за пракса за студентите во дел од компаниите во технолошко-индустријските развојни зони. Подпишавме веќе првиот меморандум со Универзитетот Гоце Делчев од Штип, секако ќе продолжи таа иницијатива и понатаму. И веќе сме во разговори со дел од компаниите да овозможат таков тип на пракса за делот од студентите. И последната работа, секако не е помала по значење, иако мислам дека за ова ќе треба посебна презентација да направиме, значи со измените на Законот за финансиска поддршка беше усвоен нашиот предлог, односно мерката, тоа е мерка со која што
поприлично се олеснуваат условите и се прави поатрактивно соработката на, односно вклучувањето на домашните компании во работењето на странските инвеститори. Значи мерката и досега постоеше во Законот за финансиска поддршка и да беше доста рестриктивна. Значи владата го прифати нашиот предлог, законот е веќе изгласан во собрание, мерката значи веќе постои. Наша обврска е малку повеќе и поинтензивно да ја промовираме, веројатно во соработка со стопанските комори пред домашните компании, пред странските компании, бидејќи навистина возможува многу поголемо вклучување на домашните компании во оваа економија за која што зборував сега во технолошко-индустријските развојни зони, бидејќи постојното ниво на вклученост на домашните компании е незначително, да не кажем, во некој дел и разочарувачки. Во делот на тоа што следи до крајот на годината, значи веќе работиме заедно со Меѓународната финансиска корпорација на посебна програма, која што ќе ги таргетира домашните компании, односно домашните инвеститори. Целта е да го подигнеме нивото на технолошка подготвеност на домашните компании, за полесно се вклучат во соработка со странските инвеститори, меѓутоа сега да бидат поподготвени за извоз. Збориме за финансиска поддршка секако. Вториот сегмент е поттикнување на раст на продуктивноста кај работниците, ова го најавуваме од почетокот на годината, комплексен процес, меѓутоа работиме сериозно на тоа и мислам дека до крајот на годината веќе ќе имаме некаков продукт од таа работа. Целта е, она што го заговараме од самиот почеток, е тоа поттикнување на поинтензивна спирала на раст на плати, да ја помогнеме не само со зборување и со приоритизирање на тоа во разговорите со странските инвеститори, туку и со реално дополнително поттикнување на растот на продуктивноста кај работниците. И она што мислам дека брзо ќе следи, ќе направиме посебна презентација секако, тоа подготвивме една презентација на инвестициските можности на Република Северна Македонија кон странство, меѓутоа малку го сменивме пристапот, не е веќе Македонија дестинација на ефтина работна сила, туку Македонија дестинација каде што можеме заеднички ние и компаниите да заработиме, меѓутоа ќе направиме посебна презентација, бидејќи договорено не на есен, се уште лето така, договорено е на есен да ја стартуваме кампањата, таргетирана само за Европа, ќе видиме како ќе бидат резултатите, па ќе прошируваме валјде и понатаму, ќе користиме малку посовремени средства на комуникација, значи сегментот на роудшоу и така натаму, малце ќе го ставиме на страна. Јас ви благодарам, ако имате прашања, стојам на располагање да ви одговорам на она во што можам да одговорам и на што знам, повелете. Презентацијата рековме со соопштението или ќе биде кај нас на сајт сега, така што ќе секој достапно. Само секунда, извинете, со микрофон треба така да. Какви се шансите ова да ви успее со растот на платите, бидејќи знаеме дека една од причините поради која доаѓаат странските инвеститори е ефтината работна сила. Со што ќе ги мотивирате друго ако не со нели помали плати? Како што споменав, значи нашиот пристап е поинаков. Значи од кампањите кои што до сега одела, значи јас го избришав зборот ефтина работна сила. Тоа че апсолутно го забораваме со полна одговорност дека утре некој ќе каже дека сме биле неуспешни во тој сегмент и не сме привлекли нови инвеститори. Значи инвеститорите ќе дојдат, ќе им ги возможиме сите услови за функционирање и тоа ќе платат. Ама нема да платат мене, нема да платат никој друг, ќе ги платат луѓето кои што се ангажирани во самите компании. И одма ќе ви кажам од пристапот, јас сум веќе скоро година дена на оваа позиција, сериозните компании разбира што е важно, кога ќе им кажете јасно што ви е важно. Кога им кажете јасно дека ви е важно да излеземе и да сечеме лента, они ќе се фокусираат на тоа. Ако ви излеземе и јасно кажеме, ние ќе ви овозможиме се, меѓутоа, сакам да видам во проекциите 10 годишни, дека стартувате од нормално ниво на плата и дека платата континуирано расте, верувајте дека има разбирање. Еве плановите кои што ги добиваме сега, па што работиме на база на 10 годишни проекции. Значи нашите проценки за тоа кој инвеститор како треба да пристапиме, вклучително и во сегментот на државна помош, се базира на економија. И јас со овие податоци што ги варам во делот на тоа колку државата ќе приходува од инвеститорите, е важно бидејќи државата дава пари за инвеститорите. Во сегментот на приходување се придонесите. Во сегментот на приходување персоналниот данок на доход, кој што зависи не само од бројот на луѓе кои што ќе бидат ангажирани, туку и висината на платите.
Така што, ако ние пристапиме и ако се однесуваме кон државните ресурси како кон своји ресурси, верувате дека од другата страна наоѓаме на разбирање. И вториот сегмент, она што го споменав, разбираме дека држава наназад години во сите извештаи на меѓународните релевантни меѓународни финансиски институции е еден од проблемите кој што е посочен е проблемот со ниската продуктивност на труд. Тоа го разбираме и затоа, како што споменав, едно од приоритетите наши на кои што веќе работиме е како да воведеме програма со која што ќе поттикне раст на продуктивноста. Повторно кажам, значи едно е ние да зборуваме и тоа до некаде ќе помогне заплатите да растат побрзо, но и тоа што е важно и после мене да може тој тренд да продолжи, а тоа е исклучиво базирано на пазарни принципи. Пазарниот принцип е растот на продуктивност. Имате инвеститори кои што доаѓаат за да искористуваат работна сила, не во Македонија генерално, имате инвеститори кои што доаѓаат да заработат. Меѓутоа не е ефтина работна сила, доаѓаат да заработат заради географска близина, заради услови кои што се даваат, пристапот на државата и така натаму. Од анализата која што големата, која што е споменав, која што ни е веќе подготвена, увидовме дека инвеститорите добро поминали во Република Северна Македонија во изминатите 90 години. И нашата порака ќе биде тоа: дојдете бидејќи сите кои што веќе се тука добро поминали. И тие што плаќаат добри прати добро поминали. Че никој не зијано средства, сите заработени. Така што повторно кажам, имаме отворен пристап. Кога доаѓаат, кажуваме што ни е важно и настојуваме низ целиот тој процес тоа да го постојано акцентира. И има слух. Има слух и секако, повторно кажам, и самиот процес на селекција не води кон инвеститори кои што носат и поголема додадена вредност. Отколку оние кои што исклучиво се фокусираат на искористување на поевтината работна сила. Такви за жал ќе мора да барат други дестинации за инвестирање. Северна Македонија не е таква дестинација. Повеќе видиме инвестиции во помалите економски зони, како во Берово, да речеме, дали за таму нема интерес поради далечината или можеби не се презема ништо за да се насочат? Се настојуваме да ги насочиме, како што споменав, од трите нови, две имаме надвор од Скопје, Кичево и Штип. Океј, не се помали средини како што споменавте како Берово. Од 15 зони со кои што во моментот управуваме, 7 се целосно неискористени. И се во принцип помали средини. Која било мотивацијата на институцијата која што сега раковода ни владата претходно да ги отвори, искрено не знам. Меѓутоа ги имаме како што ги имаме, треба да бидеме паметни да најдеме начин како ги искористиме. Се согласувам. Едно од предизвиците е недостатокот сега на работна сила. Затоа што вие било кој посериозен инвеститор, значи не мора да ангажира 3000 луѓе. Некојаш е проблем за 200. И тоа не е проблем за квалификувана, веќе проблем е генерално за работна сила, значи за квантитет зборуваме, за бројка. Така што веќе размислуваме на пристап кој што ќе овозможи малку поголема мобилност на работната сила. Нема работна сила затоа што се иселија луѓето, затоа кажам, мобилност е согласен, значи негативниот циклус да се обидеме да го превртиме, да го направиме позитивен. Еден од начините како тоа да го направиме е да ги поттикнеме луѓето да размислуваат за поголема мобилност. Мобилноста не подразбира да дојдеме од Берово во Скопје, него мобилноста подразбира понекогаш од Скопје да дојдеме на работа од Берово. Така што, значи, размислуваме секако на тоа, за да овозможиме и тоа, и секако инвеститорите веќе имаат можност, значи ние веќе воведовме една мерка самостојна, тоа е даваме одредени поволности, односно повеќе ги чини инвеститорите кои што инвестираат во Скопје, самата инвестиција од аспект на земјиште на све отколку во Берово, бидејќи досега пристапот бил дојдете во Скопје, во Берово условите ви се исти, не може да бидат исти, бидејќи станот во Берово и во Скопје не чини исто. Тоа го воведовме дополнително, владата во Законот за финансиска поддршка воведе дополнителни стимулации за инвеститорите во различни помалку развиени региони. И тоа она што мислам дека е клучно е да ги поттикнеме луѓето да размислуваат, практично да размислуваат, не со зборување, не со политика, него со практичен пристап и поттик, да размислуваат она што ви кажав, не од Берово да дојдат во Скопје да работат, него тука како да отидеме таму, макар и дневно одиме се враќаме. Има недостигнати чипови за автомобилската индустрија на светскиот пазар, се претпоставува дека тоа ќе трае некаде до 2023. Како тоа ќе се одрази и како дали воопшто во моментов се одразува на автомобилските компании кои што работат во зона? Од бројките што ги гледаме, не. Меѓутоа бројките сметете дека се на ниво на целата економија во рамки на зоните. Тоа значи дека тука заради диверсификацијата, бидејќи имаме дел од компаниите кои што не се автомобилска индустрија,
и секако има дел од капацитетите кои што, како што кажав, засилено инвестираат и побрзо влегуваат во процес на производство, имаме позитивни трендови, што е добро за државата. Конкретно во сегментот на автомобилската индустрија имаме укажување од компаниите дека се соочуваат, читаме, следиме, впрочем, дека на глобално ниво има проблем со доставувањето на чиповите. За сега немаме црвено знаменце од аспект на тоа дека одредени компании се соочуваат со запирање на процесот на производство. Има индикации дека дел од компаниите не ги исполнуваат плановите за пораст, растат, меѓутоа не со предвидената динамика. Следиме внимателно, глобален проблем, меѓутоа ако можеме секако да помогнеме како институција и како држава, тоа ќе го направиме, меѓутоа за сега бројките се добри. Добро. Благодарам. Се гледаме повторно на... повели свет, извини. Не, да не снима, тamo се. Ме интересира вкупната бројка на инвестиции во 2021 на нови странски инвестиции и дали во овој период од 8 месеци има некоја компанија која што заминала? Компанија која што заминала немаме. Имавме неколку договори имавме раскинување неколку договори за закуп на земјишта, ама тие воопшто сметете дека не ни почнале, че во таа фаза веќе и тоа се компании од пред 2 или 3 години. Тоа беше на почетокот на годината. Вкупното ниво на нови странски инвестиции, зборам за инвестиции кои што се веќе договорени, се веќе или потпишани или во процедура на одобрување во влада, значи веќе усогласени со инвеститорите, значи над 160, односно близу 160 милиони евра, предвидено отварање на некаде над 2500 нови работни места и очекуван нов извоз кој што ќе се генерира од инвестиции во наредните 10 години од близу 3 милиарди евра. Уште кратко во бројка, дали ќе може тоа колку годинава се влезење, колку минатата година, колку фабрики се отворени, колку годинава, значи од овие сега што ги зборам 160, значи 3 и 6 мислам дека 5 или 6 бе, 6 ако не, значи вкупно 9 се. Со овие 3 кои што сега, значи за кои што веќе имаме, како што кажав, или веќе потпишан договор, или договори кои што не се фаза на веќе усогласени, веќе фаза на одобрување од страна на владата. од 2021, така? 2021. 2020 ланската година? Ова ќе треба проверам да ти кажам. Зборуваш како усогласени, како влезени? Ќе треба проверим. Искрено. Не можам да кажам. Добро? Океј, благодарам.